Сакам на сите граѓани да им честитам и да им се заблагодарам за успешниот изборен ден. Македонија имаше фер и слободни избори согласно европските стандарди и тоа е огромен исчекор кој е резултат на атмосферата, на слободата на медиумите и на мирот и стабилноста која воспоставивме во изминатите години. Ја честитам изборната победа на нашиот политички конкурент ВМРО-ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицковски. Честитам на изборот на сите 120 пратеници во Македонското собрание и посакувам да имаат успешен мандат во интерес на македонските граѓани и европската иднина на државата. Го честитам изборот на Гордана Силјановска-Давкова за председател на Републиката и се надевам и посакувам дека функцијата ќе ја извршува во согласност со дадените уставни овластувања и евроатлантската посветеност и обврски на државата. Им благодарам на нашиот кандидат за председател Стево Пендаровски, како и на поддржувачите на СДСМ кои покрај големиот пораз во првиот круг достоинствено излегува на изборите и овозможија да се постигне цензусот за избор на председател. СДСМ повторно покажа државотворност и одговорност по 100 пат. Најлесно беше по толку лажни обвинувања и напади од ВМРО-ДПМН да не го мобилизираме нашето членство за гласање на председателските избори. Но не паднавме во таа замка. Покажавме дека Македонија ни е поважна и секогаш ќе биде така. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Не само од граѓаните, туку и од симпатизерите и поддржувачите на партијата. Во наредниот период детално ќе ги анализираме овие резултати. Секако, во наредните месеци ќе треба и посериозно и подлабоко да го најдеме изворот и причините за овој поразителен исход. Не сакам да носам избрзани заклучоци и не сакам да посочувам виновници. И јас и партиското раководство имаме одговорност и сите именувани и избрани функционери имаат одговорност, вклучително и сите партиски функционери на локално и на централно ниво. Никој реално не е без одговорност и тука ќе мораме заедно да поминеме низ овој процес. СДСМ ќе треба добро да погледне навнатре, да размисли што направивме и кои се резултатите и слабостите во последните 4 години, може би и во последните 7 години. И уште поважно, што е тоа што треба да направи за да ја обновиме и вратиме до вербата на граѓаните што ја изгубивме. Процесот на обнова мора да е на сите нивоа. Затоа повикувам на нови внатрешни избори на сите партиски тела и на централно и на локално ниво, почнувајќи од председателот на партијата, раководството, па се до председателите на општинските организации и сите органи и тела на партијата. Органите на партијата ќе одлучат прецизно за времето и начинот на спроведување на овие постапки. Тој процес не смее да биде долг, но никако ни брзопет, стихиен или пак експресен. Тој процес на длабока внатрешна промена и консолидација може да го изведат само оние кои се спремни да се жртвуваат за еднината на партијата и демократијата во државата. Оние кои немаат багаж од било каков вид, особено не такви карактеристики заради кои граѓаните го испратија СДСМ во опозиција. Согласно статутот на партијата ќе биде свикан отчетен конгрес на партијата, на кој ќе се разгледаат причините за изборниот резултат и за работењето на партијата за периодот 2020 до 2024 година. И ќе се одредат роковите за консолидирање на СДСМ преку избор на председател, раководство на партијата, председатели на општинските организации и сите преостанати тела и органи. Првиот чекор во консолидацијата на СДСМ мора да биде обновување на идеолошката и вредносна матрица која ќе ги собере сите сили на прогресивната Македонија на левиот центар. Вториот чекор треба да биде длабока кадровска промена и создавање на силен кадровски потенцијал со вистински социјалдемократи, со вредности и знаење, со честност и енергија, со мотив и со искреност. И трето, да се реформира организацијската поставеност на партијата. Секако, има уште многу елементи, но за тоа ќе се разговара во партијата. Клучно во овие промени ќе биде целосно консолидирање на СДСМ и враќање на победничките патеки. Но додека се случува овој процес, ние не можеме и не смееме да ја занемариме нашата одговорност кон државата и граѓаните. Не се сомневам дека многу граѓани вечерва чувствуваат страв. Страв од прекумерната моќ која има партија која е позната по злоупотреба на моќта. СДСМ и коалицијата треба и мора да бидат одговорна, силна,
води повеќе сметка за пиарот, отколку за суштината, за површината, отколку за длабината. И граѓаните со право се незадоволни и не веруваат во ништо. Многуте кризи придонесоа голем број наши граѓани да се иселуваат, да се чувствуваат несигурни, обесправени и без верба во својата држава. Корупцијата на секој ниво, личните интереси, долгата европска интеграција, нискиот просечен раст на економијата од само 1,9% во изминатите 30 години, непотизмот, клиентелизмот, бизнис интересите, етничкиот професионализам се само дел од крупните дефекти на системот кој ја јаде и разорува државата и кој мора конечно да се промени. Во изминатиот 2 годишен период за мене беше најважно што во услови на најголема и тотална криза се обидовме никого да не оставиме сам. Се грижавме за сите, и за младите, и за пензионерите, и за работниците, и за земјоделците. Постигнавме највисоки плати досега и највисока вработеност во државата. Затоа не барам благодарност, како што никогаш кризите не ги користев како оправдување или бегство од проблемите. Напротив, работев како што знаев и умев, искрено, директно, честно и посветено да се помогне на државата и граѓаните. И знам дека постигнавме многу и дека за дел од работите времето ќе потврди дека сме биле во право. Следната година е можност Македонија да ја продолжи својата европска интеграција. Ако ја пропуштиме таа шанса, може да изгубиме уште една деценија, може би дури и уште една генерација. СДСМ ќе се однесува одговорно, но топката сега е во рацете на новата влада предводена од Христијан Мицковски. Ги преупредувам сите оние кои мислат дека денешното гласање било против Европа или ќе се обидат да искористат можноста да го спречат природниот пат на Македонија кој води до Европската унија. Блокирањето на тој пат кон Европа не само што ќе донесе голем пад на животниот стандард, туку ќе ги изголеми етничките тензии и ќе не изложи на безбедносен ризик кој никој од нас не може навистина да разбере колку може да биде голем. За земја како Македонија нема средина, нема играње на две столчиња. Тоа е или напред, или назад. Местото на Македонија е во НАТО и во Европската унија. Почитувани граѓани, почитувани другари и другарки, ми беше чест што во овие нешто повеќе од 2 години го предводев СДСМ, што ја предводев македонската влада, и тоа ќе го чувствувам како силен мотив за мојот понатамошен ангажман. Сакам да се заблагодарам за соработката на моите соработници и во владата, и во партијата, на коалиционите партнери, на представниците на медиумите. Сакам да им се заблагодарам на сите прекрасни членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.